Миро, здраво! Ти благодарам што ја прифати нашата понуда за прв пат пред нашите екрани на Hype Македонија. Како си? Да ти кажам право, некако со душа чекам да е лето. И некако сум ориентиран се почесто кон леле уште колку кои датуми кога ќе дое лето, веќе ми се досади ова зимо. Знаеш, веќе ми е досадно од темнило, од сиво, сакам лето, сакам малце да се расположиме, малце, сакам сонце повеќе за подобро расположение и за подобри вибрации помеѓу луѓето. И му долго чекам. За тоа се разболуваш толку често? Да, човече, имам имунитет на стара баба. Се разболувам пошто живеам брзо, не дека нешто она. Се разболувам, а треба да го качувам имунитетот, ти се знаеш, пошто се договаравме. И ова лето, тоест ова зимо, за лето збориме, ова зимо на 4-5 пати се разболувам, што не е добро за имунитетот. Миро, сакам на почеток малце да поразговараме за твоите почетоци, твојата кариера. Кажи ми, како ја започна кариерата на водителство и новинарство? Дали од секогаш знаеше дека ова ќе биде професијата што те води низ животот? Знаев, не дека знаев, а нешто пречувствував, ја сакав оваа работа, уште како дете ги гледав Тони и Дел со опуштенот и текнува колку беа популарни во Македонија. Уште тоа време на Антонио Димитриевски имаше свое шоу, имаше Иван Мирчевски свое шоу, Игор Джамбазов имаше свое шоу и некои тоа беа водители кои што беа идоли на наше време и едноставно се случи случајно. Ја започнав прво да видам манекенка и Мики Црнкрак, тоа сум го зборел. Од манекенка и Мики дојде тогаш имаше ова е после на Тоше Проевски. Само што пошли на Тоше, значи ова е 2007 година, 2008, а Вели Рамков при бум, беше прејак медиум, тоа е као бренд, као емисија, комедио, направи слично, се викаш и на првиот кастинг отидовме ја, Владко Илиевски покојен и Маријана Станојковска, сега бинго девојка. Така почнавме да работиме, така почнавме да создаваме медиум, после почнаа да доаѓаат и нови имиња, признаеш за кој се збора, така да беше еден извор на убави луѓе, на убави водители, на убави јавни личности и може да се пофалам стварно со тогашна добра енергија и добра филозофија и тематика на првиот естраден магазин во Македонија кој што беше најпопуларен. Кој е најголемиот предизвик да се биде водител на шоу-биз сцената во Македонија? Предизвик, не знам дали има предизвик. Дали има? Ја би да бидам поискрен, да бидам подиректен, ама некако во Македонија шоу-бизнес сцената ние сами си зашо затоа што сме многу мал пазар, имаме многу малку јавни личности кои што се идоли на малите луѓе, тоест на младите луѓе и едноставно предизвик. Тежок збор е, предизвик, не знам што да кажам. Може ова што кажав и не е точно. Да имам предизвик. Не. Има ли, кои се најнедопирливите под наводници естрадни личности во Македонија? Најнедопирливи? Мене ми е жал што можам да кажам дека тие што стварно вредат нешто треба да бидат многу едноставни, затоа што големите луѓе се едноставни луѓе, нели? Најголемите оскаровци кога ќе ги запознаеш, јас имав прилика да го запознам Жор Малковиќ. Пред 2 години бевме заедно на ручек вечера, де гостиравме вина и така натам на похрана на тогаш беше, мислам, и Мицковски, и Тони Михајловски, и видни луѓе од јавниот и политички живот, Мијко јас и Џон Малковиќ беше повеќе едноставен. Не со него се разговараше, со него се комуницираше. Не знам зошто не би можел да разговараш, да комуницираш со еден пејач кој што има хитови. Не знам зошто не би можел да комуницираш со еден пејач или со еден актер, со еден водител. Јас не го разбирам тоа. Да, има недопирливи што на толку години, 20 години кариера јас што имам, не ми криваат на телефон, не доаѓаат кај мене во емисија. За разлика у Србија, што тоа е многу нормално. Затоа што доаѓаш кај мене да се промовираш. Не доаѓаш кај мене за да мене ми завршиш работа. Не брига мене. Баш ме заболи ако дојдеш или не дојдеш. Јас имам публиката. Јас го имам рейтингот. Јас имам емисијата, ја имам телевизијата. Тоа е твој проблем ти ако не ти губиш. Кој најчесто не ти крева на телефон?
Мал милион. Елена Ристерска не ми крева на телефон. Ми дојде еднешка, после не ми крева. Тамара Тодеска не ми крева на телефон. Не знам кој не ми крева на телефон. Тијана Дапчевич не ми крева на телефон. Сашо Коцев не ми крева на телефон. То се луѓе кои што ги изузетно почитувам. Последен пат Кирил Азаров не ми крева, беше 2 пати, 3 пати на телефон. То се изузетно луѓе кои што ги почитувам и кои што нешто се направиле. Јас напротив ги барам ради тоа. Ги барам да дојдат емисија да разговараме, да се смееме, да збориме за кариерата, да збориме тоа што имат набрано, тоа што тие луѓе држат рейтинг. Тие луѓе стварно се онака интересни фаци се. Тој замисли као јас сега да не ти крева на телефон. Убаво ли ти било на тебе? Така? Видели ми сте да маки. Зошто да не ти крева на телефон? Можам да кажам. Здраво, Ели, да, супер. Периодов не сум заинтересиран за интервјуа, болен сум, имам проблеми психички, физички, мајка ми е неерна, детево ми е неерно, или се трудам да го направам ово или ке. Зошто да не креvam телефона? Гледам дека Миро ми звони. Прво ондак, не ме почитуваш. Зошто да не ме почитуваш? Сум ти направил нешто? Не плаќам данок на оваа држава? Луѓе, мачам, малтретирам. Зошто да не ме почитуваш? Зборам на македонски. Правам македонска емисија за македонска музика. Зошто не ме почитуваш? Сум ти бил одвратен. Си ме запознал? Си дошол кај мене да видиш каква душа имам? Си седна со мене на вечера да видиш дека ќе ти го давам последниот залак да го изедеш ти? Зошто? Зато сум седел ваква емисија. Дали е проблем тоа што седам ваква емисија? Дали уште ги имам истите стереотипи кои како седи во емисија или овој со наочари во емисија? Тоа ми е лајфстайл. Ја немам ништо лошо спрема тебе кој имам наочари. Било непочитување, према постари непочитување. Но јас сум јавна личност. Треба да биде различен од банкари, од доктори, од суди, од обвинители, од полицајци, нели? Ние сме јавни личности. Ние сме личности кои што треба различно да се однесуваме. И примерни да бидеме, но треба да бидеме секој пат скоцкане. Како се справуваш со неизгодни ситуации кои што ти се случуваат во живоеве, со некој неизгоден гостин? Дали постои некој што не би го угостил пак или пак некој што радо би го угостил? Јас пак ќе се навратам. Јас немам човек што не би го угостил. Кога ќе дојдеш кај мене на емисија, доаѓаш како дома. Сега муабетов е тоа што сите овие луѓе кои што го слушате, ќе слушате ова интервју, нема да го дослушат до крај, ќе се налутат. И немите свети ќе превладуваат. Миро ги спомна пак, Тамара пак ги спомна, Кире, не ги спомна во позитивна конотација, бре луѓе. Јас само кажам дека фалите на телевизијите затоа што ви оставам простор или ви оставаме простор да дојдете да се искажеме, си направиме муабет. Како може србите да трчаат? Мал милион срби доаѓаат специјално кај мене емисија. Милион срби или кои гостуваат, нивните менаџери доаѓаат кај мене емисија. Зошто? Тоа што емисијата е гледана. Сакаат маркетинг во Македонија, сакаат да ги знаат. Зошто да не дојдам кај тебе емисија? Има ли причина за не гостувам емисија? А веќе си ја одбрал професија да имаш јавна професија. Ако си јавна професија, онда ти си public person и луѓето сакаат да знаат, тоа си јавноста за тебе. Не го разбирам, Дали тука доаѓаме до тој проблем каде што вела тебе поголемата јавност дека ние ги сакаме повеќе србите, повеќе ги вреднуваме отколку нашите пејачи? Дали самите на себе тоа си го прават? Мене цел живот, па и до ден денеска уште ми зборат дека емисијата ми била само со српски, јас сум се палил на српски изведувачи. Јас сум емисијата правила српски концепт, шабански концепт и така натаму. А зошто? Ко србите ми доаѓаат, србите ми пеат, србите... Ја немам, апсолутно јас имам многу повеќе да ми доаѓаат македонци. Зошто да не ми доаѓаат? Зошто? Ја не разбирам. Има ли причина, например, ми доаѓа карикираме една Јелена Карлеуша, една Јелена Розга, една Јелена Томашевиќ, еден Петар Грашо, еден Нацо Пеовиќ, еден Сергеј Четковиќ, еден Саша Ковачевиќ, Нина Бадрич. И одеднаш кој јас кога барам некој од македонскиви изведувачи, што ми е кеф од тие македонец, он не ми крева на телефон. Па не ти барам пари. А утре при тоа, кога ќе треба да се промовира концерт, или некој албум, онда менаџерот ќе ми се јави и каже: брата, шо се љутиш ти па? Сега ќе дојде. Брат, сега сум сакал ја тогаш.
Дали било ми паднал рейтингот па да ми крене рейтинг. Они што сакаат да промовираат ке мене CD, више нема цедења, нов сингл или нов спот. И мене можеби ми требало тогаш некоја фацка што ја сакаат, па јас сум се јавил, дојди, ми падна рейтингот мината, не, дај да го кренеме. Ајде реципроцитете, ова е бизнис. Затоа се вика шоу бизнис. Значи, ние сме у шоу бизнис. И ние правиме шоу, за да бизнисот ни цвет. Нели трговците препродаваат, за да бизнисот ни цвет. Ние правиме шоу, то шоу. Така е настанал нашиот шоу бизнис. Но не знам колку се разбира и не знам колку мала бара пуна крокодила, многу има суети. Зошто Миро? Зошто ке Миро? Миро е 100 години на естрадата. 100 години е на естрадата. Миро 2007. Добро, ајде, не разбирам. Нео, кај ки идеш? Зошто да не идеш? 100 години има емисија. Знаеш колку е тешко 100 години да имаш емисија? Сам гост, сам спонзори, сам сценарио, сам синопсис, сам прашање, сам новинари, сам монтаж, све сам. Испочитувате го тоа. Тоа го правам за народ да се насмее, да запее песен. Не го правам пари да крадам. Не крадам пари од вас јас. Не ве лажам ко политичарите. Глас да ми даете утре да ви го да ви ги искрадам пари. Не, ја ви правам забава. Ама зошто сум бил јас? Ајде бидите ви. Како се носиш со тие негативни коментари? Често можеме да видиме коментари за твоето име. Порано знам дека те, ајде не речам хејта, поради тоа што си од провинцијата, имаш некој дијалект. Како сето тоа го надминуваш и што им одговараш на тие луѓе што истото тоа го коментираат? Што сум од провинција, имам дијалект, па Киро Глигоров, првиот претседател на Независна република Македонија, збореше на штипски. Киро Глигоров. Жан Митрев, еден од најдобрите доктори во историјата на македонското докторско здравство, зборува на штипски, зборува на дијалект. Дали знаеш ти, моја млада колешка, да ти кажам една работа јас, дека Далмација во Хрватска има собствен вестник кај што си го неговиот дијалектот и се збори на далматински. Дека луѓето си ги негуваат затоа што тоа е богатството. Што е богатството? Да се облечам сега Армани и Кавали, да дојам да те си на тебе. Сум богат. Сум празен од душа. А како тоа богатство? Сум стегнал, ти не знаеш. Може би таа мајца е фейк. И јас сум фейк. Богатството е тоа да дојдам, да разговарам со тебе, ти помогнам у кариерата, да имаш прилог, да имаш интервју. Зошто? Тоа сум дојден од Штип. 350 години мојата фамилија расте од Штип. Со поколение. Моите биле на Аджилак, на Аджигроб, од Хаджи Манчеви сум дојден. Дедо ми биле професори, директори, попови. Што е Штип село? Штип е општина. Штип е најголема општина во Источна Македонија. Штип е културно-административен центар на времето, историски центар. Таму Гоце Делчев, Тодор Александров, Сима Малмилион, првите министри, првата влада од Штип, културата, првиот балет, првата опера од Штип, театарски представи од Штип. Што од каде сум дојден јас? Не разбирам тоа, не можам да го разберам, дојден од Штип, а ти од кај си дојден, дечко? И тебе, ти праша дедот, ама јас сум роден од кај си дојден, да ти, може си роден од болница тук. Знаеш, и тоа се коментари на неуспешни улоги, ти не ги чите тие коментари. Немој. И после ова интервју пак има. А што да направам се ако сум ова? Може ми да глумам пеперутка? Ја не сум пеперутка. Јас тоа што го мислам, тоа ќе го кажу. Тоа не значи дека ја ти мислам лошо на тебе. Тоа е мојот став. Дека Штип е градипол. И секој град у Македонија. И секој ти од Радовиште. И треба да те понижувам што си од Радовиште. Па секој дојден од некаде. Луѓето имат чуден начин да ги потценуваат другите луѓе што се дојдени, да. Не, колешка, неуспешните луѓе. Успешен човек е ти спочитува. Ке седне, ке разговараш, што има Радовиш, како е? Сум бил у Радовиш, го поздравам тој и тој. Мало место Радовиш. Да, ама Радовиш го има тоа, го има ова. Сум седел у таа кафана. Радовиш има добар сомун. Радовиш ќе биде Боја Меснав, ќе ти раскаже за Радовиш, па ти ќе му раскажеш, па ќе се најде ту иста приказна. Шо е тоа? Шо е тоа диво живење? Ти од кај... Дошло, нели сум човек, ако сум дојден од друг град? Нели се мајка радувала на мене?
Или сум роден као што треба? Зошто? Сум дошол у Скопје, да, за подобра иднина. Да станам подобар човек, поуспешен, да не седам у мала средина. Да не цел ден да седам со поголеми луѓе, да ширам кариерата, да правам добро за државата. У малите средини луѓето сум исти луѓе, исти муабети, исти оговарања, се мрзат меѓу себе. Си искочил од твојата комфорт зона, јас како дете сум дошол сам и сум пробал да успел. Дали сум успел, дали не, тоа луѓето нека кажат, ја не можам да кажам. Миро, постојат ли пријателства на естрадата? Пријателство. Не постои такво нешто на естрадата, нит пријателства, нит колегијалност. Ти кажав и пред малку, ништо не постои на естрадата. На естрадата постои работа. Многу ми е мило што в задње време има луѓе што работела. Јас си работам. Ели, мене не ме интересира. Исто има пејачина, си ги работи, веќе си пее, шлап, што би рекол Кристијан Кичановиќ, ке си стаја у джепот, завршена приказна. После настап дома, јас си завршувам емисија, после емисија дома. Нит седам со колеги, нит разговарам за шоу бизнес, нит сакам да разговарам за шоу бизнес. После 5 сата ќе седнам со колеги, со мои другари, у кафана ќе правам муабет, чамче муабет. Што викаат у Штипен турски збор урпатласан. Ајде, баши бузук прави, муабет. Немам потреба да седам да зборам за шоу бизнес или за политика, немалку у кафана. Каков е Миро кога ќе се изгасат камерите? Вако кој што ме гледаш. Ја не гледам дека има камери околу мене, има две десно. Не гледам. Знаете кои се најдобрите глумци у светот? Тие што не глумат. Тоа се најдобрите глумци. Не збориме за глумци кој Мистер Бинш, кој што комедијата и жанрот комедија му дава до значење дека он треба да глуми. Збориме за глумци кои што едноставно нема да познаеш дека он глуме која глуме драма или не збориме за акција сега Кунг-фу панда, разбира Джеки Чан, не. Збориме за драма, збориме за трилери која глумец ќе вижи дека не глуме тоа да знаеш дека е одличен глумец. Човек кој што седи покрај тебе и ќе ти одговори на секое прашање и нема да глуми, знаеш дека е нормален човек. Миро, сакам малце да поразговараме за твојот приватен живот. Веќе некое време си во брак. Како се справуваш во брачните води? Дали има некоја разлика во бракот и во врската? Да, има. Тој што века дека нема, ама не знам кој, дека има многу голема разлика, како не. Веќе си врзан, веќе не си дечко. Сега си маж, да. И мораш да вршиш домашни задачи. Ко си дечко не мора да врши домашни задачи. Сега си маж и ти си веќе лав. И фамилијата на тебе, веќе ти си ступ, иако сега веќе сме изначени да се разбереме. Жените го имат истото, јас ги почитувам и ја давам истиот пиедестал. Кај мене нема. Исто жената ступи на фамилија, жената воспитава, мажот воспитава, жената носе, мажот носе. Нема ко некое време, мажот носе, жената месе. Не. И двајцата сме на исто рамниште, кај што мислам дека некако човечанството еволуира и некако ми се допега тоа што многу мини од мои пријатели, мои другари, веќе сме на исто рамниште со жените и тие се изборивте за тоа, а ние ви го дававме тоа мажите и веќе сме равноправни. Така да, не, има голема разлика. Не е исто маж и дечко, не е исто, а ја уживам. Уживам да сум татко, уживам да сум маж. Дали сопругата е љубоморна? Ивана е... Тя лаци ми се насози од очите за детево. Ивана е жена што ме прима и ме прими многу тежок. Да сум тежок као карактер. И не сум лесен као човек. Така да, може да сватиш. Така да, имало и такви ситуации љубоморни и нељубоморни и да живееш со мене е тешко. Од една страна е многу убаво, затоа што си ти имаме свој мани, јас сум човек кој што дава све, дава љубов,
дава хармонија, дава... Не сум скржав, не сум скржав. Секи дадам за човек. Али при тоа имам тежок карактер, имам своји каприци, имам своји комплекси. Комплекси не наречито некои страшни да кажеш дека сега јас не знам што, но секој човек си има свој ман. Така да супер ми е сега да се и добро внимава на мен. Миро, сакам да поразговараме за Дубај. Може е застарена тема, меѓутоа сакам да ми разрешиш еден мит. Ти имаш работено во Дубај, се врати од таму, дали е вистина митот за нашите девојки што работат таму? Дека заработуваат лесни пари и дека одат ради тоа таму. Заработуваат на лош начин, сакам да кажам. Тоа време така беше кај мене, сега не знам, сега може и девојки да се понапредни од тоа што ги гледам истите. Човече, таму е блуд неморал. Таму сите се стаени на најако. Жими се. Таму е друга приказна. Таму сиде дај што да се насели ништо. Жими се. Сите се сусти, сите се неправени и сите имаат тоа што сите го имаат, само не го продаваат. Ја многу сакам жени кои што не го продаваат ова доле, што продаваат мозок, интелигенција, карактер, умешност, истрајност и така натаму, и така натаму. Тоа што е најлесно, тоа е најстариот занет. Продавањето на најстариот занет. Па кој не може, драги мој? Секој може. Ја многу пати би се ставил улога на жена. Што? Али мислам дека многу повеќе го почитувам тоа што ќе го направиш умствено и кога ќе се трудиш. А тоа е најлесно, да ги расшириш на зел. Велиш дека поради анксиозноста си се вратил. Како од денешен аспект се справуваш со анксиозноста, дали? Пука уште ми мала анксиозност, тоа се бранови кои што никој пат нема никој пат тие бранови да поминат, но сега ги возам. Искустен сум, дека сум возрастен човек. Но пак ќе напоменам што сватив сега од како го давав ова интервју Калазаров во подкаст. Тие што многу мислат за иднината, овертинкери, и се случува ова. Луѓе, немајте многу да размислувате за иднината, ниту за минатото. Минатото е како историја на една држава. Се учи учебник и се надоградува. Тоа се, знаеш, историјата викат се менува. И ти можеш да си го менуваш минатото, ако сакам ја тебе да ти излажам. Но не се менува тоа. Карикирам ја тогаш и тогаш, сум одел со таа и со таа. Сега ја не можам да порекнам дека не сум правил тоа на времето или не сум идел таму. И исто така, со анксиозност, ако мислиме како не било минатото, не толку. Но ако сме овертинкери за иднината и толку многу ја размислуваме иднината и што ќе биде, како ќе биде, што ќе биде, како ќе биде, тогаш мозокот ни се наоѓа во еден бубен, кај што буквално, како ќе уклучи центрифуга на машина. Па што знам чат пат да перам. На спин. Нема сопирич. Го прашавме Миро Кацаров да ни образложи изјавата што ја даде за Игор Џамбазов, која предизвика голем бунт и револт кон него. За да бидеме објективни, ја контактиравме и другата страна. Игор Џамбазов кој ни одговори вака. Па дечкото ме спомна, да, не знам од кои причини. Ја може би сум уморен од водење, ама луѓето што организираат не се уморни од мене. Каква е таа глупава теза? Дајте ние малку младите. Чекайте, луѓе, кој мене ме вика по фестивали, по татко ми покоен од гробот или дедо ми? Кој ме? Комунистичката партија на Кина ли ме ангажираше да водам, да свирам на Нова година во кисела вода? Градоначалникот кој него ни познат, се запознат со него. Таму, значи, тоа ние младите, тоа беше во комунизмот. Ние младите. Сега сакавте капитализам, такво општество сакавте. И такво општество. Дечко, значи, прво ќе направиш нешто во животот, тоа го кажа се и на една друга
личност што се осмели да лаже за мене. Немојте да лажете, бе, луѓе. Значи, тоа лесно се проверува. Лагите на Инстаграм лесно се проверуваат. Што значи бе тоа? Дајте ние младите. Па и мене ме спомна, па и Сашко Коцев. Па нели му е срам Сашко Коцев да го спомнам? Сашко Коцев е млад човек прво. Како тоа ние младите? И еве јас, еве повик до сите продуценти. Ве молам да ги земете овие млади, бе, Миро Кацаров. Значи ви преколнувам. Како да ви објаснам? Еве, првиот пат кој ќе ме викна да водам нешто, ја ќе ми го предложам Миро Кацаров. Ама не го сакаат, што да правиме? На сила, не можеш некого да бутнеш да води. Господе Боже, Господе. What? Што ви рекла Билјана Кулич? What? Глупости. Значи, ако и ти, и господинот Џамбазов, и кој да е на овој свет, го има изгледано интервјуто, кај мојата колешка Снежа Велков, ќе свати поентата. Зашто не ја сваќате? Поента не разбира. Јас сум... Многу луѓе не ја сватија најверојатно поентата, па затоа би сакала ти да ми објасниш на најпрост начин што беше твојата поента. Знаете ли кој е Игор Џамбазов, кој станал збор за македонскиот театар? За македонскиот шоу-бизнес, за македонската музика, за македонскиот јавен живот. Игор Џамбазов е доктор, Игор Џамбазов е Меси. Сега, многу се разочарав за тоа што од Меси, од Игор Џамбазов, слушнав за едно помало дете 40 години од него. Ако не се лажам, Игор Џамбазов е генерација 2-3 години помало татко ми. Многу убаво го знаат, они се колеги. Татко ми е цел живот еден од најдобрите писатели, драматурзи, директори на народни театри и така натаму, одговорен од главниот говорен на спасание за уметност. Многу добро го позна и многу добро го познам ја и Џамбазов. Анче Џамбазова, покојната мајка е Штипјанка. Татко му на Џамбазов, Мејстар Џамбазов, кој што многу хачито, и он не го знае ова. Јас, како вработен универзална, не знам дали знаете, како пиар, односи со јавност, и дел од програмската шема на универзална сала, ако не работи, да верувам дека Љутков ќе ја направи, имам дадена иницијатива, како дел од човек што создава програмата во универзална сала, бидејќи под нас си има милион проекти кои што многу малку знаат дека ние ко универзална ги работиме. Имам дадена иницијатива, кој ќе се направи универзална, еден партер, се извино партл, еден дел од универзална. Има 4 дела универзална. Да се вика Александар Џамбазов. Еден дел да се вика Тоше Проески. И другите два да ги договориме со тогашната власт како да бидат. Замислите колку ја убаво му посакувам на тој човек и што убаво зборам за тој човек. И тој човек, мој идол цел живот, кој што сум го прател, сум ги слушал неговите цитати, читал неговите книги, пеел неговите песни, тоа ги вика за мене дека мене не ме сакаат. И таа мајка што ќе каже на тоа? Мојата мајка. Една прекрасна душа, мајка како мајка, ме носила 9 месеци, ме пратила у Скопје и една голема личност, најголема, ако не се лажам, бидејќи Игор Џамбазов носи ген на Петре Парличко. Тоа голема фамилија. И за едно дете кое што треба да му се јави да му помогне ако гледа дека греши во неговата емисија. Ако гледа дека некојаш збори штипски во неговата емисија. Ако гледа дека прави грешки и како постар колега, пријател, сонародник, пошто читав дека он вика не сека луѓето да се мразат. Па зошто, господине Џамбазов, мој долу, не ми се јавивте, не ми кажавте, Миро, господине млад, како што вика колега, пријателе млад, па не сте управо. И ја да му кажам, идолно му, ја не го кажав тоа така. Ја само сакав да кажам дека треба да се создаваат нови идоли. Нов Пандев, нов Панчев, нов Врбица Стефанов, нов Перо Антич, нов Кира Лазаров, нов Пепиман Насков, нов Игор Џамбазов, нов Сашко Коцев,
Тоа е дајте го просторот на помладите. Затоа што јас ко сум бил дете, Џамбазов ми е бил идол. Тони и Деоси ми били идоли. Весна Петушевски и Врателешка идоли. На кој сум јас сега идол, а го господинот Џамбазов кажа на помладите дека мене не ме сакаат. Како ние ќе градеме идоли? Зошто не ме сакаат? Зошто да не ме сакаат? Што сум дошол, што си работава се на моето дете кој што дојде од првиот брак на мојата жена, целото хаотично, со такви проблеми, отворив срце, го примав, заработам парче леп, се да донесам дома, кој ќе кажем, ја сакам тато тоа, и јас сум сгрешил на некој, да не ме сакаат, не сум грешил на никој. Баш напротив, правам најдобро за детево, кој што има и очув, има и родител. Тоа дете не знае кај тера. 5 години е. Ако Џамбазов се грижи за куќе, ние имам дома 3 куќе, што не ги кажам на телевизија, собрани од улица и ги чувам и ние. Таа љубов кој што има он, ја имам и јас. Тој што сака животни, сака и луѓе. И јас сакам и луѓе. Сум отворил срце и за дете, и за животни, и за жена, и за све, и за тебе денес. И многу некако ми дојде криво. Но јас ке кажам, она го кажа дека мене не ме сака, те кажам дека ние го сакам. Благодарам. Ти благодарам, Миро, за оваа исцрпна изјава. Се надевам дека луѓето ќе сватат твојата поента на твојата изјава и во таа емисија, еве и во нашата емисија. Добравме многу теми. За крај би сакала да те прашам, кој е твојот однос со твојата колешка Ведрана, пошто имаше некој муабет за незе. Сакам за тоа да те прашам. И таму, мели се ќе ти одговорам затоа што имам чиста совест. И ги можеш да ме приметиш ми се на солзија 100 пат. Имам чиста совест, или ништо не лаже ме. Тој што лажи краде. Питај ги моите колеги, денар не имам украдено од некаде. Плата на сите си имам доделено. Сам се борам за плата. Сам се борам за плата. На 15 ден еве може да ја праш, еве ќе ти ја давам бројот на Ева Јовановска. Праша дали има закасната плата. Све сам. Ведрана слушнав у емисијата. Нова има интересна на социјалните медиуми. Беде ништо интересен лик. Тој ја прашувам не не джико. Иди. Ведрана, кој се јавив, да го немаше ни Андре Милер, да мажој, нити имаше работа, нит беше на телевизија, нит некој се имаше јавено претходно. Толку омрза, 3 години имаше одличен рейтинг со мене, имаше емисија за која се грижев, на сценографија, со која се грижев за со менеджментот да разговарам, за прайм тајм, за спонзори, за плати. Она доаѓаше како звезда. Дури каснеше. Индира Кастратовиќ ќе ја потврди ова, ако ве лажам, памтете го. Каснеше, нека ми каже. Дојдеше, ќе закаснеше, се и беше од мене средано, само требаше да седне и да води емисија. И ја пак не бев добар, пак сум требал да не се замислувам дека била моја емисијата, не знам добро, чио бил. Пак си имаше оно одреди и каприци кон мене, пак сакаше да ме спушта на моменти, пак ете не и било убаво. Се Ведрана се искочи ради пари таму, не искочи ради мене. Нит сум ја врегал, нит сум се нешто брал поважен од Ведрана. Едноставно бре луѓе, ќе ви кажаме на работа за крај на интервјуто. Не се плашам од никој. Се плашам да не погрешам пред Бог. Бога е тој што ми суди. Затоа, секогаш кога ќе направам или сум направил нешто што не е убаво, ми се враќа ко бумеранг. Секогаш кога ќе помислам и веќе не мислам со години. Не лошо. Кога ќе помислам нешто, превиди го бе оној, ми се врати одма. Секогаш кога ќе направам добро, ми се враќа тродупло. Ако очекував да ќе му вратам на карикира на Џамбазов, не, му кажав дека го сакаме. Он кажа дека не ме сакат. Не, Џамбазов, ти сакаме те. Зошто мене не ме сакате?
Јас стварно сакам да ми кажеш, бидејќи ние дома те сакаме, јас сум растан со тебе. И татко ми го убаво знаеш. И мојата фамилија знаеш. И мислам дека немаме ние таква, не сум така воспитан ја да мразам некако, дури за Сашко Коцев. Па ја ако сум го викал Сашко Коцев од мисија сум се како може да зборам нешто лошо? Па мене ко ми дадо од прпа да го најавам прилогот за Џамбазов, ја мисля дека сум на 7 небо. Па ја уште колку работев, кога отидов на опуштено да ги снимам Тони Дел, ја мисля дека сум отишол да го снимам Доналд Трамп. И како да го кажам некој од кој сум учил нешто? Само кажав, дајте нам помладите се докажуваат, да стварат нови идоли. Не дека они се стари. Кажав уморен Џамбазов, знаеш зашто? Затоа што игра представи умната, многу тешки представи, пошто одличен глумец. Затоа што Сашко игра представи, стенд-ап, Џамбазов пее со Гуру Хари. Тоа го кажа бре господине Џамбазов, дека сте уморен, дојден, Скопје, вака, и сега за некое мини промоции, кажа, викнете млад водител, не дека Џамбазов има водено. Тоа ми беше муабет. Ири, за крај би сакала да ми подредиш под своите критериуми 5 македонски водителки, како ти сакаш? Од прва до последна. Што да тепе? Да ми ги подредиш според твоите критериуми, да. Имам 5 предлози. Значи, Ведрана, Лила, Маријана, Вера Мештеровик и Снежа Велкос. Знаете ли кој е Лила? Секако дека да, за тоа е ставив. Лила Филиповска у Македонија е само да најдам некоја соодветна паралела. Лила Филиповска у Македонија е како Никола Јокич у Србија. Е толку многу. Само Никола Јокич е светски познат и MVP, толку многу. Лила Филиповска е доктор, како што Џамбазов е доктор у својот домен, значи Лила Филиповска е најдобра до сега. Лила Филиповска прво место. Изузетно многу е почитувам Снежа Велков, како водител. Одличен водител. Креативен водител. Работлив водител. Кој беа други? Вера, Ведрана и Маријана. Вера Мештерович, трето место. Празdo. Не, Маријана па Ведрана. Ведрана е последно. Ти благодарам, Миро, многу на овој исцрпен и убав разговор. Ти благодарам што ја прифати мојата понуда. Ти посакувам многу успеси во иднина. Ти благодарам и на вас. Да, јас сум Миро Кацаров, вие гледате Hype TV Македонија.